И на денешнава вежба можевме да се увериме колку армијата на Република Македонија може и уме. Се работи на вистина за единици кои што се познати и со својата професионалност и со своето искуство и кои што беа првите кои ја представуваа Македонија во меѓународните мисии. Меѓутоа, факт е дека токму на луѓето на кои што државата често и во најтешки ситуации се потпираше, многу често беа заборавени и од страна на институциите и од страна на оние кои што носат одговорност да обезбедат добри услови за работа. Факт е дека во изминативе години видовме како буџетите во армијата паѓаа, а како припадниците на армијата се чувствуваа практично заборавени и занемарени од сопствената држава. Тоа ќе престане. Она што го најавивме сега и официјално го покажуваме дека се реализира. Зборот е збор и во делот на обврските кои што ги превземавме кон армијата на Република Македонија. Оваа година буџетот за 2018 официјално влезе во собраниска процедура и тој потврдува дека владата на Република Македонија и јас како министер ќе го реализираме она на што се обврзавме. А тоа е после толку години да обезбедиме средства за зголемување на платите на сите кои што се во служба на армијата на Република Македонија во износ од 10%. Средствата за тоа се обезбедени во буџетот. Убедена сум дека на оваа тема нема да има разногласие во собранието на Република Македонија и убедена сум дека сите ќе се сложат дека ова покачување на платите веќе беше задоцнето, но доаѓа во вистински момент за да покажеме дека Македонија е сериозна во поддршката на сопствената армија, но исто така дека Македонија е сериозна во поглед на својата клучна амбиција, а тоа е членство во НАТО алијансата. Меѓутоа, нашите напори за реформи во армијата, за реформи во одбраната не смеат да запрат тука. Она што денеска го разговаравме овде беше дека мора да направиме повеќе во делот на инсистирање на професионални, објективни стандарди. Припадниците на армијата мора да знаат дека ќе бидат ценети според својата способност и знаење, а не според фаворизирање било на поединци или на политички партии. Дополнително, во буџетот на следната година обезбедивме средства со кои што ќе се подобрат и условите за работа и средствата кои што ги имаат припадниците на армијата. Денес имавме прилика да видиме и униформи на некои од земјите членки на НАТО алијансата, но имавме прилика да видиме и дел од искинатите униформи кои што после години негрижа се уште ги користат припадниците на армијата. Една од главните цели ќе биде овие проблеми со кои што се соочуваат секојдневно да ги решаваме во текот на 2018 година.